Почитувам прв заменик председател на владата на Република Северна Македонија, господин Артан Груби, почитувани представници на владата, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на кабинетот на председателот на Републиката, почитувана подпредседателка на главниот одбор на Сојузот на борците на Народно-ослободителната војна на Македонија, господја Елена Грујовска, почитуван градоначалник на град Скопје, господин Петре Шилегов, почитувани представници на Генералштабот на армијата на Република Северна Македонија, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани представници на политичките партии, почитувани присутни, дами и господа. Задоволство ми е денес да ве поздравам сите присутни тука во меморијалниот комплекс и да го честитам од име на председателот на собранието господинот Талат Џефери, колегите пратеници на собранието на Република Северна Македонија и во моје лично име, овој значаен јубилеј 80 годишнината од денот на Народното востание 11 октомври, со кој се одбележува чинот на одлучното спротивставување на најголемото зло во историјата на човештвото, фашизмот, политичката идеологија која донесе само загуби, болка и уништување и не соочи со сите темни страни на човекот и огромната разорна моќ на таа страна. На овој ден се одбележува почетокот на решителната борба за слобода и достоинство, со што и ние, односно тогашната антифашистичка генерација на борци, дадоа огромен придонес во глобалната борба и конечната победа на доброто врз злото во Втората светска војна. Со тој нивен храбар и пожртвуван чин, тие направија избор и го направија вистинскиот избор со бирање на исправната страна, со која одредија и судбината на народот и иднината на државата. Тие ни оставија завет, кој без оглед на сите историски текови, турбуленции во регионот и во светот, дека не смееме никогаш да го заборавиме, а тоа е секогаш да бидеме на вистинската страна, на страната на доброто, на страната на правдата наспроти неправдата, постојано борејќи се за слободен, достоинствен, праведен и еднаков добар и квалитетен живот за сите. Со тоа остануваме доследни на заветот и нивната верба за правда, еднаквост и човечност, со кои успеа да го бринат и поведат народот во Народно-ослободителната војна, а народот и тогаш, како и сега, е сплет на сите етнички заедници во земјава, на сите вери, култури, јазици и социјален статус. Благодарение токму на тоа внатрешно единство на народот, се разбири во соработка со клучните земји во антифашистичкиот сојуз, се изборија за слобода, а потоа и градење на државноста. И затоа денес, кога го празнуваме 11 октомври, тука на овие партизански гробишта, и оддаваме почит на сите кои го положија најскапо ценото, животот и заминаа во вечното почитувалиште, за да можат идните поколенија да ги уживаат благодетите на животот во слобода, со достоинство и висококрената глава. Почитувани присутни, долг е патот кој човештвото го има изодено откако се избори со силите на злото. Борбите на народите се менуваа низ годините, а начините на борба исто така се менуваа согласно современите предизвици што ги носи брзиот технолошки развој. Историјата и човечкото во нас не уверува дека доброто секогаш победува и дека мнозинството секогаш се стреми и е на страна на доброто, за да живееме во слобода, да живееме во мир и да живееме подобро. Меѓутоа не е лесно. Ниту било, нити ќе биде. Лекциите од минатото нека бидат поука и да се запомнат, за никогаш повеќе да не се повторат, затоа што на патот на нашето растење и созревање, воедно и обстојување како држава, се соочуваме со многу предизвици, кои не научија дека без разлика на етничката и верската припадност, треба да живееме заедно, да си ја чуваме татковината и да делуваме сите заедно исплотени во иста насока и за иста цел. Оваа година Република Северна Македонија одбележува уште два значајни јубилеи. 30 години од прогласувањето на независноста со референдумот на 8 септември 1991 година и 20 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, кој беше основа за трансформација во функционално, мултиетничко, мултикултурно и мултиконфесионално општество, држава на равноправни граѓани, во која што се почитуваат индивидуалните и колективните човекови права, дом на еднаквост за сите граѓани, без разлика на етничката, верската, родовата и каква било друга припадност. И нашата држава
стана позитивен пример во регионот и светот. Бевме храбри и одлучни во носењето на одлуки кои што значеа подобра и побезбедна иднина на нашите граѓани. Станавме 30-та земја членка на НАТО. Полноправното членство во НАТО е огромен успех, кој што воедно значи безбедност и на нашите граѓани и на нашиот територијален интегритет. Не можам да изоставам и глобалната опасност што го зафати целиот свет, пандемијата со вирусот COVID-19, која предизвика и човечки и материјални загуби и при тоа го промени целиот купниот начин на живот и функционирање на целото човештво. И тука сакам прецизно да потенцирам дека и владата и сите пратеници во собранието согласно нашите надлежности направивме се да ги ублажиме последиците од ова катастрофално зло. Сепак, почитувани пријатели, јас сум убеден дека и покрај големите предизвици низ кои што поминавме, имавме сила, имаме волја, решителност и визија за тоа каде сакаме да ја видиме Република Северна Македонија и каков дом посакуваме и градиме за нашите граѓани. Имаме една заедничка држава и сите сме одговорни да ја чуваме и развиваме за нас и за идните поколенија. И не само тоа, заедно да го изодиме патот на евроатлантската интеграција и да градиме стабилна и безбедна иднина за државата, да градиме општество во кое сите ние, сега и во иднина, ќе чувствуваме равноправни, почитувани и еднакви. А нашата младина ќе ја гради својата иднина токму тука дома, каде што е местото и каде што е своја на своето. Држава која ќе биде пример за успех во историјата, со отворен и истинен пристап кон соседите, кон пријателските и партнерски земји, затоа што поделбите никому не носат ништо добро, а во овој свет само сплотеноста носи кон прогрес. Почитувани пријатели, нека е вечен и честит 11 октомври, денот на народното востание и да живее Република Северна Македонија.